кај базенот застана и тој е затвор. И сега никој нема одговорност. Градоначалничката претходната, која што ги почна тие капитални наводно инфраструктурни објекти, прекина. А инвеститорот градежниот БВ инженеринг фирмата која што почна градинката и која што уште првиот месец бараше анекси, сега почна да гради зграда подолу со пари, се плати гаранцијата, дали ќе побарат одговорност од претходното раководство. Тоа ме интересира и како ќе продолжат тие инфраструктурни работи на градинките и на базенот. И за господинот едно прашање. Ние бевме сведоци каде што во Мала Преспа се бунеа македонците, бугарите прата асимилација. Јас уште 90-та година меѓу првите бев Албанија во Преспа, кој и тогаш се правеше асимилација, но не беше тогаш многу загрижени македонците, бидејќи тие признава дека се македонци. Сега бевме сведоци каде што еден од македонците вели, сега брзо ги префаќаат бугарските уцени, односно пасоши, државјанства, за да се напуштат Албанија. Што се случува, никој не го коментира тоа во државата, секој ден по 50 души, 60 што овде барат бугарски државјанства. Не е тоа асимилација? Да. Благодарам на прашањето. Точно, еден од најгорливите проблеми во градот е недостигот на капацитети за сместување на најмладите, на децата. И тоа е вистина проблем, можеби во сите градови, меѓутоа и Битола исто е така изразен. Во право сте, има застој на двете градинки кои се отпочнати. Едната е во соработка со Кромберг и Шуберт. Со нив е постигнат и договор за пролонгирање на рокот. Меѓутоа, ние активиравме и банкарската гаранција, раскинат е договорот со БВ. Не знам точно податок, меѓутоа активирана си е комплет и од наша страна е се од тој дел е се направено, во тек е нов конкурси, се надевам дека ќе се откочат работите и дека што поитно нас ни е приоритет врвен да се заврши уствари таа е на самиот почеток таа детска градинка, другата. Прашањето беше дали ќе има одговорност од тие победија во 10-тото економски оператор. Одговорноста фактички е на операторот на кого покренавме значи таа банкарска гаранција и таа си ја прави тука завршува да речем тој дел. А во делот на останатата другата градинка, да, право сте, имаше некои спорови за изведувачот таму, тоа е под Министерството за труд и социјална политика, тука немаме голем увид ние. Светска банка таму. И да, и Светска банка, така да со министерката која беше тука разговаравме и тие настојуваат и дадоа така збор дека ќе настојат што побрзо да се реши тој проблем. Имавме договор со Министерството за труд и социјална политика за капацитетот на домот за доенчиња, да се со заеднички инвестиции, да се опреми делот и таму ќе има капацитет за 80 на дечиња. Меѓутоа тоа нема да го реши проблемот. За базенот немам одговор на вистина. За базенот